Националната установа Музеј Куманово во рамки на одбележувањето на деновите на европското културно наследство организира изложби, едукативни работилници, проекции на етнолошки филмови, промоции кои што почнаа вчера и ќе траат се до 28 септември годинава, соопштија денеска надлежните од установата. Влезот за сите манифестации е бесплатен. Заедничката тема на овогодишното одбележување прифатена од Европските денови на културното наследство е одржливо наследство. Вчера ученици од Кумановската гимназија ја проследија проекцијата на етнолошкиот филм Мека душа за тврдо железо од авторките етнолози Надица Петковиќ и Валентина Илиевска. Денеска учениците од Гоце Делчев ќе ги проследат етнолошките филмови Ориентални влијанија на поствизантиските цркви во Кумановско и двојните цркви во Кумановско од поствизантиски период 16 и 17 век од авторот Валентина Андрејќ, изјави директорката на Националната установа Музеј Куманово Мери Николиќ. Наредната работна недела ќе се одржат едукативни работилници со основците Погледни во минатото, дизајнираја сегашноста од Крстен Мисирков. Во вторник музејските работници од Куманово ќе го посетат локалитетот Царичин град, општина Лебане и Народниот музеј во Лесковац. На последниот ден повторно има едукативни работилници Погледни во минатото, дизајнираја сегашноста со ученици од основните училишта Кочо Рацин и браќа Миладиновци. Манифестацијата ќе заврши со ретроспективно-монографска изложба на Крсто Славковски од авторот Гоце Божурски во 20 часот во Уметничката галерија Куманово. Од овој месец, секој последен четврток, влезот во Националната установа Музеј на локалитетот Кокино, Меморијалниот центар Асном, спомен куќата Христијан Тодоровски Карпош, Уметничката галерија ќе биде бесплатен за сите граѓани. За поголемите групи и при најавени посети ќе обезбедиме и водич. Целта е да се доближи културното наследство и работата на музејот до пошироката јавност, изјави Николиќ. Европските денови на културното наследство представуваат најшироко прифатен партиципативен културен настан кој што го споделуваат граѓаните на Европа. Со повеќе од 70.000 настани што се организираат во 50 земји потписнички на Европската културна конвенција, оваа сеевропска иницијатива има за цел да ја подигне свеста кај пошироката јавност за заедничко европско наследство. Во текот на повеќе децениската реализација, Европските денови на културното наследство прераснаа во најголем европски проект поврзан со наследството, кој што успешно ја промовира инклузивноста и ја поттикнува креативноста и имагинацијата на граѓаните на Европа.